студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Представката на родителите на загинатите во Кочанската дискотека денеска е точка на дневен ред на Собраниската комисија за човекови права. Во собранието колешката Катерина Нешкова ја вклучуваме во живо во вестите. Катерина, седницата се очекува да стартува во секој момент. На истата поканети се и председателката Силјановска, премиерот Мицкоски и спикерот Гаши. Имаме ли информации до овој момент дали некој од нив ќе присуствува на денешната седница? Така е, Деспина, во секој момент треба да почне постојаната анкетна комисија во собранието. Тоа е постојано работно тело овдека во парламентот кое што расправа за човекови права. Со него председава опозицијата, овој пат тоа е Димитар Апасиев од Левица. Ова е втор обид всушност на анкетната комисија за човекови права да расправа за Кочанскиот случај, но сега откако е стигната представка од Сдруженијето 16 март, односно од родителите на страданите во Кочанскиот пожар, основата за нејзино одржување е поголема. Она што е битно е на ваквата комисија за да може да проработи да се обезбеди и кворум за работа. Мнозинството во работното тело го има власта, иако првичните информации беа дека всушност нема да се создаде кворум и со тоа ќе пропадне овој обид за расправа на комисија која што ја предводи Апасиев и се ќе се прифрли во она друга анкетна комисија формирана токму за овој случај. Сепак последните информации се дека на поканата, освен родителите чија представка за заштита на правото на живот ќе биде разгледувана на оваа комисија, сепак ќе присуствуваат и пратениците на мнозинството, а ќе присуствува и собранискиот спикер Гаши, но и премиерот Христијан Мицкоски, кој се очекува да пристигне тука во парламентот, што значи дека очекуваме расправа на ова комисија. Во која насока таа ќе се одвива, имајќи предвид, како што кажав, дека мнозинството е на власта, е сосема друга работа. Како што веќе споменав, ова е постојана анкетна комисија за човекови права за Кочанскиот случај, за Кочанската трагедија во која животот го загубија над 63 лица. Всушност ќе се одржи и уште една анкетна комисија овдека во парламентот која што беше формирана минатата недела, но освен за пожарот во дискотеката Пулс, ова анкетна комисија ќе треба да ги испита и околностите и одговорноста, евентуалната политичка одговорност и за останатите трагедии кои што се случува изминатиот период. Тоа се пожарот во модуларната болница во Тетово, како и автобуските несреќи во Ласкарци и во Бугарија поврзани со Беса Транс и Дурмо Турс. Ова анкетна комисија, ова втора анкетна комисија ќе има време од 45 дена да ги анализира сите околности, да повикува сведоци и да донесе заклучоци кои потоа ќе бидат доставени до владата и до обвинителството за промена на закони, меѓутоа и за поднесување на евентуални нови кривични пријави за овие случаеви. Додека пак ова постојана анкетна комисија со која што раководи Апасиев ќе може да донесе само одредени заклучоци кои што се однесуваат на тоа дали имало некакво прекршување на човековите права при пожарот, односно дали се биле заштитени на соодветен начин. Во овој момент и ќе се одјавам, имајќи предвид дека анкетната комисија треба да започне со својата работа, а деталите од расправата ги гледаме во 16 часот. Да, Катерина Нешкова, јас ти благодарам за овие информации. Како што веќе можевме да видиме и од видеоснимките на Собраниската комисија присуствува и председателката Силјановски, спикерот Гаши. Многу повеќе информации од тебе очекуваме во вестите во 16 часот. Во Собранието утрово стартуваше и пленарната расправа за буџетот за следната година. Министерката за финансии ги повика претениците да дадат поддршка, бидејќи вели дека буџетот предвидува раст и развој на државата. Порастот на нето плата е забележан во сите сектори, при што највисок е растот во образование, здравствена и социјална заштита и транспорт и складирање. Просечната стапка на инфлација во периодот јануари-октомври 2025 година изнесува 4,1%,
при раст на цените на храна од 4,4. Во 2026 се очекува економијата да забрза со реален раст на БДП од 3,8%, предводен од домашната побарувачка. Главен двигател ќе бидат бруто инвестициите, како резултат на поинтензивната реализација на инфраструктурните проекти, особено Коридор 8 и 10Д, како и вложувањата во енергетиката, железницата, земјоделството, образованието и здравството. Дополнителен двигател на бруто инвестициите ќе биде и поддршката на општините за реализација на капитални инвестиции со цел порамномерен регионален развој и унапредување на животот на граѓаните. Зголемувањето на довербата на економските субјекти, подобрувањето на деловната клима и владините мерки за поттикнување на инвестициите се значаен фактор за постигнување на проектираниот раст на бруто инвестициите. Значителен придонес врз растот на инвестициите ќе има инвестициската активност на домашните предпријатија, имајќи ја предвид искористеноста и интересот за поволната кредитна линија обезбедена од владата за инвестиции во нови производни капацитети и зголемување на нивната извозна конкурентност, како и реализација на најавените странски директни инвестиции во земјата преку изградба на нови и проширување на постојните капацитети во технолошко-индустриските зони. Приватната потрошувачка е проектирана со раст од 2,6, јавната потрошувачка ќе се одржи умерена со раст од 1,4 во насока на фискална дисциплина. Надворешниот сектор ќе бележи умерено закрепнување согласно очекувањата за раст на глобалната економија и главните трговски партнери, а инфлацијата ќе се стабилизира околу 2,5% во услови на стабилни цени на меѓународните пазари. Позитивните трендови ќе се одразат и на пазарот на труд, се очекува раст на вработеноста и зголемување на просечната нето плата од 6,5%. Ова ќе биде како резултат на отварање на нови производни капацитети, проширување на постојните, како и на активните мерки и програми за вработување што владата ги спроведува. Преку онлайн иницијатива СДСМ ќе се бори против отворање на мигрантски кампови во Македонија. Лидерот на партијата вели дека информациите кои ги објавија британските медиуми се скандалозни. Филипче ги повика граѓаните да ги поддржат во борбата против, како што вели, ваквото антидржавно однесување на власта. Од овие пишувања на британските медиуми дознаваме дека според разговорите што се воделе, мигрантите треба да бидат интегрирани, да бидат присутни на нашиот пазар на трудот, особено во градежништвото, и тука да има трајни живеалишта. Дури има и детални информации дека Велика Британија ќе исплаќа на Македонија 20.000 фунти по депортиран мигрант, согласно новиот договор за така наречени повратни центри. И се тоа, замислете, македонските граѓани го дознаваат од странски медиуми. Ова е апсолутно недозволиво. Ова е скандал од невидени размери. Не смееме да дозволиме насилно внесување на мигранти во нашата земја. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ќе следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме, ќе следи силна мобилизација, активност на секој ниво, у секој град, во секоја општина, во секое село. Нема да дозволиме да дојдат мигранти тука по ниедна цена. Нема да дозволиме на овој начин да се загрози безбедноста и иднината на земјата. Ние сакаме развој. Ние сакаме да сме дел од Европска Унија. Не сакаме да сме мека на мигранти. Да дојдат луѓе кои што гледаме како се однесуваат во другите земји и какви проблеми ствараат. Насилства, протести, силувања, болести. Од ВМРО-ДПМН денеска негираат дека Македонија ќе прифаќа мигранти од Велика Британија. СДС се однесува како куче што лае, ама не каса, очајот и безидејноста стигнаа до плафон. Партијата СДС, која е синоним за криминал и корупција, луѓето кои уништија државата како Заев, Филипче, Ковачевски, Николовски, преку пресови и соопштенија секојдневно вртат една иста тема колку да кажат нешто. Еве и по стоти пат да им објасниме, мигранти од Велика Британија нема да има. Реформи се потребни во СДСМ начело со Филипче и оградување од Заев и криминалната багра, стои во писменото соопштение ова утро испратено од ВМРО-ДПМН.
Скопје ни должат 35 милиони евра за данок на имот. Град Скопје утрово ги повика граѓаните и фирмите да ги подмират за останатите долгови. Даноците на имот и комуналните такси се основните извори на приходи на градот Скопје. Средствата остварени од овие приходи овозможуваат финансирање на основните функции на градот, изведба на инфраструктурните проекти, кофинансирање на услугите кои што ги даваат комуналните предпријатија и јавните установи, како и финансирање на трошоците на средните училишта во градот Скопје. Според евиденцијата на секторот за даноци на имот и комунални такси за периодот од 2020 до 2025 година, по основ на даноци и такси, граѓаните и компаниите имаат долг кон градот Скопје во износ од преку 36 милиони евра, соопшти градот Скопје. Градската власт ги повикува сите даночни и таксени обврзници, правни и физички лица кои немаат платено данок на имот, данок на промет, данок на наследство и подарок и комунална такса фирмарина да ги подмират своите даночни обврски во најкраток временски рок. Од градот Скопје информираат дека секој даночен обврзник може да изврши увид во долгот, да ги превземе даночните и таксените решенија електронски да го плати долгот преку електронската платформа на град Скопје и преку даночните шалтери секој работен ден и во сабота. Интензивните врнежи во Источна Македонија изминатиот период ја забавија есенската сејдба на пченица и јачмен. Ова може да доведе до намалени количини на домашна пченица и јачмен следната година. Обилните врнежи од дожд и поплавите во Источна Македонија ги забавиат земјоделските активности и ја пролонгираа есенската сејдба на пченица и јачмен. Дел од нивите се уште се под вода, а механизацијата тешко може да влезе на терен. Земјоделците се загрижени дека до снегето ќе значи и послаби приноси следната година. Од Асоциацијата на земјоделци велат дека голем дел од површините се уште не се посеани. Като сејдба се уште е во тек, не е завршена поради временските услови. Мислиме дека 40% се уште има за сеење на житарицата. Земјоделците стравуваат дека недоволните количини домашна пченица и јачмен ќе предизвикаат дополнителен притисок врз пазарот и зголемена зависност од увоз. Стручната јавност препорачува дел од изгубеното време да се надомести со друг тип сорти. Производителите да си планираат во први моменти кога тоа ќе го дозволат временските услови, доколку имаат убав сертифициран семенски материјал од одредени сорти кои што се со вакви карактеристики, односно се со факултативни, односно така наречени преодни својства, да можат да се одгледуваат, односно да се сеат во зимскиот период и во пролетниот период, секако дека ќе може да се овие површини поприлично, да кажеме, засеат со одредени сорти. Најголем дел од житните култури традиционално се сеат во есен, бидејќи приносите се повисоки. Иако годишното производство достигнува околу 250.000 тони пченица, тоа не е доволно за потребите на населението, па Македонија и понатаму увезува дополнителни количини. За Сител, Трајан Ристовски. Образованието е вистинското место каде што може да се почне со изучување на вештачката интелигенција, но универзитетски професори сметаат дека мора да се постават етичките основи за користење на оваа технологија. Вештачката интелигенција заедно со роботиката ја менува сликата на општествениот и професионалниот живот. Првите ефекти, особено во образованието, се чувствуваат и кај нас. Учениците и студентите добиваат алатки за побрзо и поефикасно учење. Анисе Фиданис од Охридскиот универзитет Свети Апостол Павле вели дека образованието е вистинското место каде може да се започне да се изучува вештачката интелигенција, но и да се постават етички основи за користење на технологијата. Вештачката интелигенција е веќе револуција која се одвива, тоа не е инверзен процес, немаме избор, значи дали сакаме да бидеме дел од тоа или не сакаме да бидеме дел од тоа. Вистински момент е да наставниците и просветителите ги научат на децата како етички да ја користат таа технологија. Ако учителот не му покаже на ученикот како се користи ChatGPT, ученикот тоа ќе го научи на улица или на некоја социјална мрежа и ќе го научи на погрешен начин. Потребна е регулатива која ќе ја гарантира заштитата и ќе спречи злоупотреба, вели професорот Сефи Данис. Технологијата, како и секоја друга технологија на човекот, е на наша одговорност
И тоа треба да го пренесиме трансгенерацијски преку добри примери и секако преку регулативи. Директно или индиректно засегнати од оваа технологија, луѓето стравуваат дека во иднина може да бидат заменети со роботи. Има такви тврдења, меѓутоа мојата визија е дека побарувачката ќе продолжи, меѓутоа ќе се реформира. Значи, она што го знаеме сега како IT струка, односно класично програмирање и слично, ќе се трансформира во нов вид на побарување на пазар. Ние на дневна база имаме веќе повеќе комуникација со роботи во било која форма, одошто со луѓе. Земете, например, мапи за навигации, тие ќе ве однесат на саканата дестинација по најкраткиот и најбезбедниот пат со помош на машинско учење или вештачка интелигенција. Инаку брзиот развој на вештачката интелигенција надминува нашата способност да управуваме со неа. Затоа, според добрите познавачи, потребни се јасни стандарди и правила. Нина Ритоновска, Сител телевизија.